Тројца израелски заложници ослободени по 471 ден заробништво во Газа биле однесени директно во израелска болница. Младите жени изгледале дека се во релативно добра состојба, барем однадвор. Но израелскиот медицински персонал е подготвен за ослободените заложници и сите оние кои се уште се држат во заробништво да се вратат дома со физички и емоционални рани. Сите телесни системи најверојатно се засегнати по месеци поминати во подземни тунели со ограничен воздух, светлина и храна, велат израелските медицински експерти. After such a long time, По толку долго време, 15 месеци, ние очекуваме многу болести, физички и психички, всушност кај секој од нив. Не е важно кој бил порано и во каква здравствена состојба било лицето. Психолозите за рехабилитација како и Нати Јехене велат дека ќе има и емотивни лузни. Symptoms like cognitive symptoms, Когнитивни симптоми, дезориентација, емоционална раздразливост, емоционално повлекување, дезориентација во време и место, тешкоти да се поврзете со други, тешкоти да покажете емоции. И психолозите и семејствата на ослободените заложници се уште учат како да се справат со траумата што ја претрпеле. Научивме нов начин да гушкаме некого и тоа е така што му даваме простор. Значи, тоа е првото нешто. Дајте им простор и оставете ги тие да водат. Вратете им ја контролата врз нивните животи, нивниот наратив. Други роднини на вратените заложници велат дека никогаш нема да го заборават нивното искуство, но се надеваат дека ќе научат да се справуваат со тоа. Сопругата и трите мали деца на Авичај Бродуч беа киднапирани на 7 октомври од кибуц Кфар Аза и ослободени по договорот од ноември 2023 година. Sadly, it's part of our lives. За жал, тоа е дел од нашите животи и дел од мојот живот и дел од животот на моето семејство. Но секој ден му благодарам на Бога за она што го имам. Доживеав чудо. Некои од семејствата на преостанатите заложници се уште не знаат дали нивните роднини се живи или мртви, или дали некогаш ќе бидат вратени. Велат и тие чекаат чудо.